Почитувани мој, добар ден. Верувам дека сте во одлично расположение со оглед на тоа што паднаа малку температурите, па можам слободно да кажам и очите ни се подотворија. Но секако ќе отвориме и нова дискусија како и секогаш во црвена линија, а денес навистина особено оние кои што се директно засегнати од темата за која што ќе зборуваме, очекуваме да ви има во огромен број. А еве зашто ќе зборуваме. Министерството за образование донесе одлука учебната 2023-2024 година да почне на 1 септември, а покрај зимскиот ќе има и пролетен распуст, па затоа основците и средношколците ќе учат до 17 јуни. Пролетниот распуст ќе биде во периодот од 29 април до 5 мај. Празникот 1 мај секогаш ќе се паѓа во распустот. Следната 2024 година и Великден е во тој период. Социолозите сметаат дека со оваа реформа само се замајува јавност, а ниту учениците, ниту наставниот кадар не добива ништо. Доколку се земат за пример европските практики кои ги истакнуваат од Министерството за образование, тогаш пролетниот распуст би требало да биде на почетокот од април и да трае 7 работни дена. Која е потребата од промена на учебната година и воведување пролетен распуст? Како го коментирате вие како родители и се разбира оние чии што деца секако ќе бидат дел од ова нова програма? Имаме и анкетно прашање на Инстаграм, туку уште еднаш ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, се разбира Facebook црвена линија, кликате на заследи и не заборавајте да шернувате, лајкнувате и коментирате. Меѓу другото ни има и на Твитер, профилот на Телма телевизија на Facebook и на Инстаграм. Задолжително заследете не, па кликнете на Инстаграм стори. А тука е ново анкетно прашање. Дали е потребен пролетен распуст? Зависно тоа дали сметате дека е потребен, кликате да или не, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Ние секако не сме на распуст, но она што е најверојатно е дека вие и како родители и оние кои што и ве се сочуваат со нешто што навистина е новитет и не имало досега во образованието ваква пракса да имаме пролетен распуст, имате можност еве да го кажете вашето мислење на 02-307-0005. Ке потсетам дека 5 линии се активни, што значи имате можност да бидете вклучени секој од вас и меѓу другото да потсетам да се намали тонот на телевизорот. Велат повторувањето е мајка на знаењето и јас верувам дека еве доволно ќе биде еднаш да се каже за да технички немаме проблем во дискусијата со вас. Меѓу другото ќе потсетам да внимавате и на самиот почеток на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање, го објавуваме на екранот, што значи можете и да го мерите време траењето. Меѓу другото, дозволено е во секоја издание на црвена линија да се прејавите. Почнуваме со вас и верувам дека го имаме и првиот гледач кој ќе ни одговори според него која е потребата од промена на учебната година и воведувањето на пролетниот распуст. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Тина, здраво господична. Голем поздрав и до вас. Црвена линија чека да виде прото. Кој е потребен од... Аха, добро, тоа е. Значи, сега не терат да ние поставиме историја по бугарски директива и по грчки. И каков е овој хаос у таа држава Македонија? Шо е ово? Златно пиле. Значи, ово е, онај прески имаше на Алфа новинарите, оставиме да се искажам јас. Ние имаме мака, ние сме пошеметен народ, цела Македонија пошеметен од таа политика. Овај Чергаро, Кумановски и овај Муртино Ѓуптино са врховни команданти на УЧК. Ве молам да се навратиме на темата. Дали имате внуци, еве да прашам? Добро, на самиот почеток еве и тоа најверојатно ќе мора да укажам. Добре дојдени сте сите да го кажете вашиот став и одговорите. Внимавајте на употребата на зборовите. Знаете дека црвената линија пред се е сензитивна доколку се користат навредливи, погрдни зборови, зборови кои што алудираат на омраза и секако на насилство.
Конкретно денес имаме едноставно прашање. Значи, која е потребата од промена на учебната година и воведувањето на пролетниот распуст? Факт е дека во голем дел од европските земји децата во училишните системи образовни таму уживаат во пролетни распусти. Но еве кај нас датумот е да биде од 29 април па се до 5 мај. Како го коментирате, особено доколку имате еве дечиња кои што се одат на училиште и ова ќе биде нешто што е сосема ново во рамките на нашиот образовен систем? Добар ден. Добар ден. Па еве кој ќе биде вашиот одговор? Имате ли внучиња? Немам Тина внучиња, очекувам че имам, че даде Господ. Ке даде секако. Да. Децата ми се завршени со високо образование, така да без разлика дали имам, немам, че даде Господ, јас сум загрижен за ваквите теми. Мислам дека пред се да им порачам со таква лоша енергија не треба да се јавуваат како предходниот. Културата е најголемото богатство во една културна телевизија. Како што ви е единствена телма, сте да знаете, верувајте дека не без мои сум и без наракници. Ја гледам темите како ги поставувате и свака ви час продолжите така. Што се однесува за пролетниот распуст, сувишење. Пред се, господинот министер за образование, нека се ги среди работите со децата, учебниците и икс другите проблеми што ги имаме овие 2 години. Еден дојде, друг појде, никој не најде за заеднички јазик да се среди Министерството за образование. Многу недостатоци има тука. А за распустот да размислуваме за пролетен, есенски, зимски и летен, тоа е више за воиднина. Мислам, верувајте дека таа програма негова, како што прескука многу скадила, да дојде до распуст, не му е тој разговор, дај да поразговараат и нека се снајдат со учебниците во тидната година. Кога ќе почнат учебната година, нека бидат комплетно спремни да си работаат. Благодарам многу, ќе потсетам како и на самиот почеток, само внимавајте на тајмерот. Она за што денес зборуваме, имавте можност веќе од овој гледач да слушнете кој е неговиот став, нешто што за прв пат и ќе се воведе, а тоа е пролетниот распуст. Еве јас како ученик, секако ние не уживавме во пролетни распусти. Учебната година секогаш стартуваше на 1 септември, а завршуваше на 10 јуни. Сега оно што ќе биде ново, ќе се воведе пролетен распуст, а секако учебната година ќе потрае, односно една недела плюс, односно до 17 јуни. Па еве каде всушност ја гледате потребата од промената на учебната година и воведувањето на ваквиот пролетен распуст. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака се, дека некако фати врска. Значи, имаме на примедба со тоа што ние се мериме во тие европски некои величини, големини, а уствари не уште наредните 40-50 години нема да влеземе во Европа. Тоа декларативно сите го знаат. Сакам да отворите тема на која основа и како полицајци го казнуваат, пошто тие не се стручни лица, тие се само да констатираат прекршици. А зошто не казнуваат, например, сите, цела Македонија, не е битно од која националност си, по европски казни, по европски теркои, а ние взимаме етиопски плати. Бетер сме од Етиопија. Значи имајте на ум една таква тема да отворите. Така и веќе е регистрирано со оглед на тоа што го спомнавте гласно и јасно. Така. А за учебната година вака сега. Значи учениците пред се ни уназадуваат. Ја како високо стручна спрема што имам завршено и што сум надвор во Европа, ја ги гледам квалитетите измеѓу наши деца, нашите генерации, што сме ние повозрастните, и европските. Секој пат се зачудуваат со тоа што кој им прикажува многу поголемо знаење од нивните, да речеме, стручњаци, што се дали е инженер, дали е нешто друго, и се запрашуваат од кај сте. Значи јас од город се викам, ние сме од Македонија, пошто знам 4 јазики. И тоа што сум го завршил, значи сум го завршил со знаење, а не со купени дипломи. Така да кај нас квалитетот на знаењето е многу на ниско ниво. Благодарам многу, драго ни е што се вклучивте во Црвена линија, секако и идејата која што дадовте да проговориме во некој издание на Црвена линија ќе биде забележана, со оглед на тоа што секако се оно што го
кажувате во црвена линија, јавност има можност да го слушне. Инаку, еве, согласно одлуката, ќе потсетам да кликнете и на telma.com.mk, меѓу другото ќе бидете брзо, ефикасно и навремено информирани, но и да се задржите на овој наслов, каде што стои дека учениците на пролетен распуст од 29 април до 5 мај во 2024 година родителите гневни. Согласно одлуката, почетокот на учебната година да е 1 септември, првото полугодие треба да заврши на 29 декември 2023 година, а од 30 декември 2023 година учениците ќе користат зимски одмор, при што почетокот на второто полугодие е предвиден за 22 јануари 2024 година. Во периодот од 29 април 2024 година до 5 мај 2024 година учениците ќе бидат на пролетен распуст. Учебната година ќе трае до 17 јуни 2024 година, а летниот одмор почнува на 18 јуни 2024 година и завршува на 31 август 2024 година. Добар ден! Ало, добар ден. Па еве, која е потребата од промената на учебната година и воведување на пролетен распуст? Па јас да ти кажам Тина најискрено, сега оваа година и минатата се дружев со многу мајки, со мали дечиња, тука околу Неделковски. Значи, малку се продолжи оваа учебна година, трае се 3 дена подолго за малите дечиња, така да тие деца беа крајно разочарани, нити се учеше, нити ништо. Значи, беше топло. Не им ја сваќам поентата, нели се стоплува, ете, од 10 до... Они уште од 5 јуни не им се оди у школа, камоли од 10 до 17. Нема логика воопшто. Значи, не ги сваќам. Прво, ете, и 1 мај, што викаш, баш у тој термин се паѓа. Ако треба да одморат, ете, и за 1 мај ќе одморат, ама сега па викаш и дека и Великден се паѓало, значи имаат простор за да одморат ако сакаат. А и тоа прекинување, да речеме, континуирано учење, ако ми направиш ти мене 7 дена пауза, па како ќе влезам пак во тоа, нели пак да се уходам во тоа де. Сакам да кажам толку некако непромислено, може би па некогаш треба и децата да се прашаат зашто и тие се личности, ако се мали, ако се прво, второ, трето, пето оделение, независно, треба да го третираш уште од мало како човек за да се оформи во личност. Значи едноставно сега па решивме па децата да ги нервираме. Значи се ни се среди во државава, уште беше до децата, сега и на децата, ајде. И многу сум разочарана, најискрено зборував со тие мајки и тие се разочарани така. Ние секако не сме разочарани, што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите и продолжуваме секако со гледачите. Добар ден! Добар ден. Па кои ќе бидат вашите одговори? Ало? Ве слушаме, повелете. Јас сум наред. Да, ве слушаме. Вака, еден голем поздрав од Свежо Рачиново. Голем поздрав и од нас. И така. Види, за образованието сакав само 2 збора да ги дава. Многу голема работа, леле, образование, многу Министерство за образование, разбираш, работил. Ај. Тоа знаеш огромно. Кој ги плаќа бе тие ајдуци таму? Ние ги плаќаме. Зошто какви реформи се тие? Што реформи се тие? Реформи пуни што помнир ранчињата на децата се огрбалниле? Што? Што реформи има направени тие? Кажи ми, нека испадјат точно абецедата до крај, ако тие знаат таму. А ние ги плаќаме. Реформи, значи 7 дена размах напред, назад 7 дена. И направили многу. Тоа е огромно нешто, европски трг. Кај се овие во Европа бе? Ајдучки трг. И ништо, слободно нека ме чуе цела јавност, нека дојде во Рачиново живеем. Нека дојде и јас да им објаснам на таа министерство таму. Како може тоа така? А потребен ли е според вас пролетен распуст? Само нешто. Не треба да се смени, само нешто. Терминот не мора да се смени, тоа се знае, нека остане така, нека се смени образованието, све со лажни истории, со друго, трето и ние паѓаме. Ние сега тониме.
Благодарам многу еве за вашето јавување во Црвена линија. И те слушнавте, гледачот смета дека повеќе треба акцент да се стави на квалитетот на образованието. Како и да е, имаме доволно време во ова издание да слушнеме особено вас, драги родители, оние кои што сте директно вклучени во овие најавени измени. Како гледате на тоа што се воведува пролетен распуст во новата учебна 2023-2024 година? Добар ден! Добар ден и убав ден. Убав ден и Да вам. ви кажам, ја не знам ова образование, пошто гледаат да ги избегнат тие работи што немаат учебници и ред други работи што треба да се даде. Децата гледајте како завршија оваја година, како го завршува, значи учебниците се направија, меѓутоа со грешка. Значи пари некој зема. Овде све се работи со математика. Какви 7 дена, молим те? Значи тоа е Запад. Запад си работи по друга некоја временска прогноза, како да кажам, значи таму климата и времето е друга, ние сме овдека веќе друга. Значи ние сме секој треба да се прилагоди на тоа како му одговара и како било. Сега ние знаете како патиме од комплекс више вредности, на Запад е се убаво. Не е точно дека е на Запад се убаво. Одите ви во приватните училишта, супер е, така. Затоа што таму никој нити добива единица, нити полага, нити што ти ја знам. Плати, клати и чао, зимаш диплома. И ќе ми каже некој дека приватните училишта, учење и се многу е подобро од државното. И сега гледајте што се прави овдека. Ова е срамота, ова е игра со децата. Значи они имаат неколку, има нели зимски, летен и таму има некој после празници што има овако, има некој овако. Ја мислам сосема е доволно. Ние овдека не живееме во не знам таму Шведска и Норвешка и како да кажам. Значи мораш да се прилагодуваш и на јадење и на живот све во твојата временска зона, предпоставам. Благодарам многу за вашето јавување и вашето излагање подсети да ги вклучиме и твитерџи и се разбира кашлица на Твитер, горе-долу има исти став како вашиот. Вели пролетен распуст, па на 40 степени ќе одат во училиште. Кој ги смислува глупостите бе, жити се? Така има напишано кашлица, па еве што ќе кажете вие понатаму сега кога останува да слушнеме во ова издание. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, сега гледајќи кои владае со државата, значи луѓе кои со помош на трикови завршиле универзитети, факултети и чудеси, кои што благе везе немаат од она што биле запишани некаде таму силом прилике, каде што завршиле во рок од 6.000 или од 10.000 евра, значи токав рок, значи вакви одлуки може да добиете, не може да ве снајде нешто убаво. Овака некои глупости да чуеш таму до 17 јули, што викаше претходната на 40 степени и појако, ќе ги ставиме да сега нека се вараат внатре. А и зимно време, бидејќи многу загреани учениците у пред зимскиот распуст и после зимскиот распуст, многу загреани дека учениците внатре греаат, тоа се грижат многу за децата, значи па онда како веќе прави боле нека го направи пата распустот, пола у зима, пола у лето од 3 месеци, месец и пол у зима, таман у периоди кој е шпиц на ладно, повлечи ги децата таму, после тоа пукни ги, како да кажам, нека почнат порано, нека почнат сега септември нека биде и готово. Мислам, многу глупости може, ја истрескав некоја глупост, ама не е битно. Поздрав, пријатно. Секако дека не ја истресавте глупост, туку ќе ви се заблагодариме што земавте учество во Црвена линија. Еве уште еден интересен твит. Добро, слушајте, па може би еве и вие ќе го кажете истото. Читателката напишала: имаше обид за пролетен распуст, ама учениците до крајот на учебната година многу тешко се вратија во ритам. Го дела мислењето дека е подобро учебната година да почнува подоцна. Секако стана вообичаено во првите 2 недели да има се повеќе отсуства. Еве како коментираат и на Твитера, како мислите вие, ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, повелете.
Овде се јавува еден просветен работник кој што веќе 29,5 години работи во образовниот систем. Не е ова прв пат пролетен распуст, имаше и на почетокот на моето вработување ваков обид за пролетен распуст. Сега, според мојот искуство, не случајно пролетниот распуст Министерството за образование го поврзува со првомајските и великденските празници. Затоа што, верувајте, тие недела и неколку дена после празниците, училиштата се полупразни. Во училиштата остануваме ние просветните наставници и оние ученици кои што немаат можност некаде да отпатуваат. А голем број од учениците кои што не патуваат си остануваат дома и си ги поврзуваат тие неколку денови. И според мене не треба пред време да се критикува, треба да видиме, затоа што на вистина тие денови околу празниците, училиштата се полупразни, нема ефект во воспитно-образовниот процес, а тие 7 дена што се продолжуваат, на вистина може би се одвишок, бидејќи нашите училишта не се климатизирани, топло е времето, посебно ние што работиме со малите ученици, но јас мислам дека треба да видиме, ако се покаже како добро, да продолжи, ако не, мислам дека може да трпи измени. Мојата искуство покажува дека не случајно е поврзан со овие празници, затоа што на вистина тогаш училиштата се половина празни. Тоа значи дека родителите навремено и кога треба не ги враќаат децата во училниците. Благодарам многу и особено ми е драго, еве, ова нека биде потек што еве во црвена линија се вклучи гледачка која што е и просветен работник и еве можевте да слушнете каква е нејзината се разбира реалност од таму каде што работи. Па еве, да слушнеме што ќе кажете по ова излагање. Добар ден. Ало, Тина. Да, ве слушаме, повелете. Да, се слушаме. Да, повелете. Убаво што ме уклучивте после оваа наставничкава, професоркава, не знам, наставен кадар. Просветен работник. Просветен работник, токму така. Ајде, вака, јас ќе му поставам, веројатно ме слуша, ама да биде реална. Ја прашувам, за време на короната, колку има отсуство неработни денови и децата не идеа школо? За време на бомбите, овие 1-2 години колку се пријавува бомби, колку отсутни? Второто, третото прашање, ама да биде реална. Прво оделенците, второ и трето оделенци не знаат да читаат. Од кој аспект распуст? Но и ве слушавте дека во училницата останува празна затоа што голем дел од децата не ги враќаат во училницата по распуст. По празниците. Знаеш што се празни, зашто се иселуваат луѓето, нема ученици. Кај има 3-4 ученици во клас. Масовно имат. Зашто полесно може да ги научат со 5 ученици? Повеќе ќе работи она со 5 ученика. Не е така, нека не се прошверцуваат само да не работаат. Знаеме колку им е работните часови дневни. Немам ништо против образованието. Нас иднината ние во тие деца, здрави деца, учени деца, школовани, идна држава ќе представуваат. А на овај начин ништо ние не презентираме. Добро, благодарам многу еве што повторно се вклучивте. Гледате како се одвива дискусијата на тема воведување на пролетен распуст, па да видиме еве ако ве има кои што директно сте засегнати од оваа проблематика и како просветни работници, како родители, секако црвена линија, особено ќе ни биде драго да бидете вклучени во оваа тема денес. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Па вака, прво во принцип не сум за продолжување на школската година. Ќе го образложам на овој начин. Ние сме медитеранска земја, ние сме поблиску према екваторот, отколку према Сибирот. Таму може тие да покасно да одат на школа, кај ни температурите не се исти како и ние, денот не се темни и не се дени во исто време како и кај нас. Значи, и затоа по моје размислување, значи не треба да се пролонгира од тој аспект. Во Австрија, ќе земам пример, почнуваат од 20 август децата на училиште.
Меѓутоа, тие се поблиску према северот, отколку према ние што сме према југот. Значи, кај нив може. Меѓутоа, ја имам друг предлог. Значи, да се зголеми зимскиот распуст. Ако веќе од тоа бараме бенефит, значи 5 дена да не се работи, 5 дена да се уштеди на гориво, 5 дена во тоа ладно време децата да не одат да мрзнат по автобуси и слично, да речеме, да ги носат, да чекаат и така натака, за мене е поекономиско, значи тоа. Но во школството треба да се направат реформи. Школството треба да го направи најглавното. Не сме ученик, значи да нема, значи оценка единица. Се додека единицата не функционира, ние ќе добиваме дебили. Без навредливи зборови понатаму ова ќе важи и за останатите гледачи, а вам ќе ви се заблагодариме за јавувањето во црвена линија. Еве контра Зорбитал што напишал, вели реално во септември е пожешко од јуни. Требаше годината да почнува покасно без вакви измишлјотини од типот на пролетен распуст. Практично ова е ретвит на она што го напишал старецот, вели 35 степени ќе биде во секоја училница. Никаде нема клима. Јас на родителска бев на 15-ти, ќе умрев колку немаше воздух. Па имаме ли потреба од пролетен распуст и каде ја гледате потребата доколку и се воведе? Добар ден. Добар ден. Повелете. Како сте, Тина? Добро е. Благодарам. Значи, потребата е и има потреба, но истовремено и нема потреба, заради тоа што ако има потреба, тоа треба биде веднаш по 3 месечиот. Значи, крајот на март или почетокот на април, за да имаат време децата да се соземат, да речеме, од одмарањето и повторно да влезат во шем. А на 3 недели или месец дена до крајот на учебната година или една недела до крајот на матурантите, бидејќи ти учат до 17 или 20 мај, нема апсолутно никаква ниту логика, ниту потреба да се прави толку доцна пролетниот распуст. Значи, според мене, треба да се направи веднаш после 3 месечијата. И тоа, уште една логика не ми е јасна во одлуката, се одработуваат 6 дена или 5 до 17 јуни, а се во суштина 2 дена неработни. Каде е тука логиката? Значи нема апсолутно никаква логика за да се одработуваат деновите. Значи 1 мај неработен, петокот пред Великден и понеделникот после Великден се неработни. Која е логиката тогаш да се учи 5 дена плюс? Навистина не разбирам. И апропо моабетот од господинот пред мене. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ке подсетиме уште еднаш, значи пролетниот распуст е предвиден да биде во периодот од 29 април до 5 мај, што значи празникот 1 мај секогаш ќе се паѓа во распустот, а оно што е интересно дека и Великден наредната 2024 година ќе биде во рамки на првиот пролетен распуст за 2023-2024 година. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, повелете. Па сосема се сложувам со претходнава гледачка, изгледа млада беше. Не е битно. Така да и 1 мај влегуваат во тој пролетен распуст и 1 мај и Великден. Фактички, значи, 2 дена се додават или 3 колку му доаѓа таму да бидат како распуст. А и без тоа, значи, тие денови децата не одат во училиште. А јас ви поставила друго прашање на министерот. Зашто немаат свидетелства? Еве, моите внуци, Ворце Николов учат малечки, уште немаат свидетелства. Дали размислува он тоа да го направи? Што чека? Ние кога сме учеле се знае дека во јуни, крајот на јуни, секогаш сме имале свидетелства. Сега уште немаат. Ги прашувам кога ќе донесе свидетелства да почастам. Они викат, бабо, немаме уште свидетелства. Како ве немате? Немаме.
Тоа да му се постави и да снабди книги додека е распустов. Не, цела година нема книги, срамота е ова што го прави. Планира да прави паузи во учењето на децата и така слабо знаат, не знаат основни работи. Кој ќе ги прашаш нешто што јас сум го учела, се чудат што е тоа. Па срамота е ова што прави. Кај го ставија тој министер? Не знам ни како се вика. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еднаш во продолжение на црвена линија, гледачите сметаат дека може би подобро да се обрне внимание пред се на условите во кои што учат учениците и секако на квалитетот на образованието. И гледачката пред малку посочи дека еве токму нејзините внучиња немаат се уште добиено свидетелство. Но како и да е, ете денеска се разви потребата и во црвена линија да се дискутира за потребата од постоење на пролетен распуст. Еве што напишала Росана на Твитер. Вели, секаде во свет има пролетен распуст. Кај нас проблемот е што школската година треба да почне од 15 септември. Како гледате на тоа да се воведе пролетен распуст? Можевте да слушнете, имавме вклучување на просветен работник во рамки на ова издание, која е реалноста и дека можеби и не е толку лошо да токму овие денови бидат вклучени во пролетниот распуст. Некои од гледачите сметаат дека е многу поважно да се внимава на квалитетот, па и на условите во кои што учат учениците. Како и да е, еве понатаму ќе слушаме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам, ја мислам ова просветниот работник, он одличен интерес гледа, меѓутоа ако сакаат, ете 2 дена колку е Великден не се работи, уште 3 дена нека спојат, и нека спојат целата недела, меѓутоа не мора да бидат 5 дена. Ако толку веќе инсистираат дека немат ученици, јас не можам да тврдам ништо, меѓутоа ако е така, ете нека ги спорат 3 дена таму, нека им дадат колку, и јас сум повеќе за зимски распуст, затоа што зимото е ладно и тука може тој да се продолжи зимскиот распуст и да се направат услови. Значи секоја училница да биде климатизирана, Министерство за образование, па малку нека фата, нека како вика светото останува на младите. Кои млади? Вие во никакви услови денеска од 21 век работите без климатизирани. Па ете ми топло и ладно со климата. Значи, никакви услови, ми фактички им е само да уштедат на пари. Затоа само распусти ке прават, за да уштедат. Тоа е за да се уштеди, да не се плаќа електрична енергија. Значи, не можам друго да сватам. Ете, нека стават фотоволтаици, што ти ја знам. Имате сега многу услови да направите нешто за училиштата и за децата да бидат малце. Значи, стварно да имат услови. Вие да седите у пекол натре, па ако е тоа дете младо, значи, вие сте колку таму, 20, 30, колку ученици, и сега сите тука нормално топлина голема се ствара. И сега колку сака, нека биде. Благодарам многу. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот. Ева уште еден интересен твит, ќе го прочитам за да можете да видите и твитерџи какви размислувања и видувања имаат. Росана има напишано следново. Распустите им се битни на родителите, да го кажеме правилно. Да не ме натепаат само. Се слагам дека распустот е најмалиот проблем во образованието инаку. Па еве, дали сметате дека можеби, како и Росана, распустите им се поважни на родителите, а ете слушавме и од просветниот работник кој што ни се јави гледачката, дека најчесто во овие денови училниците остануваат празни со оглед на тоа што учениците ги пролонгираат празничните денови никаде надвор од земјата заедно со своите родители. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ако може малку погласно. Ајде слушаме. Ете така, убаво ве слушаме. Повелете. Темата е за пролетниот распуст. Зашто промени има? Како и до сега што беше, летен распуст, пролет треба да се учи. Што не да се компјутери на децата? Плати. Ништо не функционира. И синдикатите џабе протестира и нив ги излажа со плати.
Ово не видено нешто. Сакаме нешто, ова влада да се поскоро си замирене. Неспособна гледа се. Ништо не се грижи ни за образование, ни за здравство, ни за болници, за ништо, Ништо. Кој е целта? Целата да не оде државата напред. Значи, унизадуваат сиромаштијата, увидуваат. Значи, плати нема на ништо, услови нема. Се се укинува. А според вас, убаво ли е децата да имаат пролетен распуст или не? Како и до сега во други држави, така и нека биде. Децата не, децата поединци некои од власта тоа го посекуваат. Мнозинството го не сака тоа да се случи. Не сака да се случи. Дај да ја обезбедат компјутер на секој дете. Толку се пара троши. Така, значи, еве слушнавте и гледачот е кон тоа повеќе да се обезбедат услови за учениците отколку пролетен распуст. А еве Рома што напишал на Твитер. Низ Европа и Америки и Канади една недела пролетен распуст е од март до средина на април. А кај нас се најавува пролетниот распуст да биде во периодот од 29 април до 5 мај. И уште еднаш ќе потсетиме дека во рамки на овој пролетен распуст ќе биде интегриран и празникот 1 мај, кој што секогаш ќе се паѓа во распустот, а следната 2024 година во рамки на распустот ќе биде и Великден. Па еве, имаме ли потреба од пролетен распуст? Добар ден. Ајде, добар ден. Повелете. Овде е од Ѓорче, Никола. Поздрав до вас, Никола. Благодарам, поздрав и до вас. Дали треба да има пролетен распуст? Треба да има, професорката кажа најубаво. Него треба вие тема да направите како да се подобри образованието на децата. По сите параметри ние во Европа сме последни. Имавме таква тема, особено со последните оценки, дека децата не владеат добро читање и сметање. Не ми само да прават некои керифеки, да се најде како да се подобри образованието на децата. Ај бидете поздравени. Благодарам, бидете поздравени и вие и еве жал ми е бидејќи не сте биле во можност и како да можеби да ги следите тие изданија на Црвена линија. Во неколку наврати имавме ставено акцент токму на квалитетот на образованието на учениците во земјава, особено еве последното за што зборувавме е дека и последните оценки беа такви да ете, на дното во однос на сметање и читање и вештини се разбира во образованието, нашите деца се најдоа некаде на последните места. Како и да е, дали имаме необходност од пролетен распуст, останува да слушаме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, јас сум гледачка која што ја прати на вашата емисија, меѓутоа живеам во странство. Се извинувам, малку погласно. Како некој кој што живее во странство и пролетниот распуст го видела во пракса, јас лично во Македонија сметам дека воопшто не треба да има пролетен распуст. Нивото на образование секако мора да се подигне, меѓутоа квалитетот и, како да речам, односот на родителите спрема децата и наставниците треба исто така да се промени. Значи, образованието треба да се врати уште на времето од нашите мајки, да речем, или баби, каде што општото образование на децата беше многу повисоко отколку стручното. Со повеќе одмори, летни распусти, вклучувајќи ги од прилика 25 дена празници во Македонија, децата немаат континуитет во образованието. Потребен е континуитет и постојана надоградба на децата, а не одејќи на одмори, па на паузи, па на продолжувања на сето друго што е возможно. Квалитетот во Европа на образованието не е толку висок колку што ние мислиме во Македонија и тоа е само од причина што тие имаат енормно многу одмори. А еве во однос на условите? Условите се исти. Децата многу повеќе ги почитуваат професорите отколку во Македонија, а во Македонија тоа е следствено на фактот дека пред 20 на години се запишува на
факултети 1% луѓето кои што се заинтересирани во педагогија и психологија, а 99% од учениците беа ученици кои што немале добри оценки во средно. Големо благодарам и вам за јавувањето и што ни предочивте и врз основ на искуството со оглед на тоа што имате пракса за живење надвор, па направивте една паралела. Алексо Ирбап има напишано исто така интересен твит на кој што вели пошто се реши во државава плюс 3 дена пролетен распуст ни беше најголем проблем. А дали ни е неопходност? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па, дали тој распуст би било околу великденски празници? Така, немам информација. Во наредната година Великден се паѓа токму од 29 април до 5 мај, значи во рамки на овој пролетен прв распуст. Ако се поврзува со Великден, тогаш јас поддржувам такво нешто, пошто во најголем Но знаете, процент... Великден се менува секоја година. Па да, затоа знам јас, велам, затоа реков, ако се поврзува со Великден, тогаш би прифатил такво нешто. Мислам дека многу поважно во Македонија дали има воспитување на дечињата во училиштата, па и дома, па и насекаде. Дали децата се воспитани, оти секој училиште е пред се воспитен центар. Али таа димензија што е многу поважна, мислам дека далеко е нарушена, па и дома, па и било каде и на училиште. Наши дечиња немаат ученици цела школска година за мислет. Мислам дека во наши училиште треба да се вгради чувство кај тие дечиња на човеколюбие, на родолюбие, патриотизам, љубов кон својата татковина, кон својот народ, а не омраза, синдром на самонегирање, синдром на самоуништување и боголюбие, веронаука да има воспитна димензија кај тие дечиња, а не да се прават чипирани самоуништувачи кои мразат своје македонско и своје христијанско и да мразат ближни околу себе, туку да имаат љубов и почит кон секој околу себе, да имаат. Благодарам многу за јавувањето. Голема почит и кум вас за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Свети Николе, гледач ваш. Голем поздрав до луѓето од Свети Николе. Поздрави до вас. Сте добра водителка. Благодарам. Ја мислам дека не треба пролетен распуст. Така ве слушаме. За прво треба на децава, на ученици да се обезбеди добри услови. Да речеме во другите држави има децата одат во зимо на кратки шорцеви, како да кажем, и на кратки ракави на мајци. Кај нас уште се греат на дрва, која училница е огреана, која не е огреана. Зошто има потреба децава пролетен распуст? Стварно не ми јасно, темава не ми јасна. Ве гледам, не може Темата е во однос на одлуката на владата. Звонам. И не ми јасно која е поентата, зошто децата да имат пролетен распуст. Таква била праксата и во многу европски земји. Да имат одредени услови. Да имат услови да учат. Каква е состојбата и со училиштата во Свети Николе? Па не знам, во другите држави има парно по училиштава. Има све овде уште кај нас у Македонија се шпорети има, како да кажам, шпорети на дрва. Јасно. Благодарам многу за вашето јавување. Слушнавте сите останати дека можеби многу поважно да се фокусираме на условите во кои што учат учениците, па ете и од гледачот можевме да слушаме дека во 21 век се гријат на шпорети на дрва и така натаму. Но како и да е, се донесе одлука. Пролетниот распуст ќе биде од периодот од 29 април до 5 мај, тоа во рамки на новата учебна година од 2023-2024 година. Добар ден. Добар ден. Добро е што во 21 век кај нас во Република Македонија имат и чумбиња на дрва. Ја мислам дека и тоа е добро.
Тина, да ве прашам, вие како водителка, ќе ми опростите, ве ценам. Празниците, верските празници, државни празници, дали се неработни денови? Се неработни денови. Па зашто онда министерот меша баби и жаби? Да ги спа, како че тие се неработни денови? Немојте, бре, луѓе со такви политички. Но еве, знаете како, религиозните празници се менуваат. Еве и Великден секоја година не е... Да, се менуваат. Чист промашај. Нека одработат прво вака, апел до Министерство за образование. Сите инспектори кои што работаат во високо образование, се несоодветни дипломи имаат, сами не знаат што работаат и не знаат кај да одат. А понадоле по тие скалива да не за средните училишта и основните инспекторите се политички полтрони кои што и тие не се соодветни. Се додека е политиката во образованието ќе ни тони во жив песок. Појдено е да тоне. Меѓутоа, дај да не го згазиме уште повеќе да оди. Ви благодарам и ве поздравувам. Ве поздравувам и јас, благодарам за јавувањето. Еве нешто што е поприлично слично напишано на Твитер во однос на тоа што еве и вие говоревте во вашето јавување. Никола го има напишано следново. Ова со пролетниот распуст е идиотизам. Од тој распуст работни денови се само 29, 30 април и 2 мај. 1 мај празник, 3 мај Велики петок, 6 мај понеделник по Великден неработен. Ова наставниците да изакаат негде. Ети твитерџи некои сметаат дека е невозможно во однос на климатските услови, некој во однос на тоа дека е желба ваквите распусти како пролетниот да постојат за родителите, некои велат дека ова е повеќе за наставниците, но еве можевме да слушаме и просветен работник, и родител, и некој секако кој што еве директно е засегнат со ова тема за која што зборуваме денес. Добар ден. Добар ден, Дина. Добар ден, секој добро. За мир во куќата нема нешто да употребам, знам че ми исклучите. За мир во куќата му предлагам на Министерството за образование сите учебници да ги направи на албански јазик. Зошто? Затоа што тие не управуваат во оваа држава. Другите се марионети. Предлагам, повторувам, прв македонски, тоест, добро, македонски јазик да биде албанскиот јазик, а нашиот да биде втор. А треба ли да има пролетен распуст? Еве, што мислите вие? Кој распуст? Тие онака одат на училиште и само нешто се пишува, без учебници, само, еве ќе тргнам од внук ми. Што мислите вие, дека тој толку научи за петки? Јас си го знам сами колку знај. Абе, дајте појќе да не си играме. Дајте да признаеме дека една шкојнија води државата и како треба да биде. Го поздравувам председателот на Македонија Али Ахмети. Благодарам за јавувањето. Еве уште еден интересен твит. Пипо напишал: кај кирка ми во оделение едва и 10 деца се овој период на часови, пошто родителите им акаат некаде. Во секој случај ме нервира што на 17 завршуваат, а не на 10 јуни. Дали сте за тоа да има пролетен распуст? Добар ден. Ало? Повелете. Дали сум на линија? Да. Видите, претходниот што зборуваше сега, претходниот тој фактички не знае што зборува. За темата дали треба да има одмор за децата пред цела година што учат. Одморите се дава за учениците да добијат речиме одмор, да се ослободат од тоа предавање што го имаат до сега, од тој материјал што го копираа во својот мозок, по тие денови да се одмори, се реализира, поново потаму треба да почнат пак да примаат такво учење, такво предавање, знаење од своите наставници и да можете да биете на високо образовани деца. Затоа се даваат тие одмори. Не се дава одмори за некој дека нема услови, како што кажува овде господата што не знаат што е образование. Значи, учеле може некој си учеле, не. Јас не се сложувам со гро луѓе што зборуваа за тоа. Дали било Великден, било 1 мај или било она. Одморите за децата се тие се ослободат од своето натрупано ќе речеме знање. Ако така само некој му се буфта знањето, нема да свати.
Тој кажа сега претходно дека снух му легов, добил тетки джабе. Друго прашање, тоа треба најдобро да го кажат наставниците. Ако тие можат својата програма да ја предаат за време на ова година, тогај, ова е добро што го носи владата. Дека треба да има продолжување одмор од децата, ама треба и програмата да се предаде. Учениците да се совладаат својата програма што Благодарам за јавувањето што се однесува до распоредот на нашата програма. Време е за реклами. Ете ве подсетивме што сега го не смеете да пропуштите на програмата на Телма телевизија, а сега дојде и времето да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. На денешното прашање дали е потребен пролетен распуст, со да одговорија 45%, а со не одговорија 55%. Како е да е, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Големо благодарам на сите вас кои што се вклучивте, се разбира, во денешниот муабет, но не заборавајте дека и утре ќе имаме нова тема, па заследете и на социјалните медиуми. Шернувате, лакнувате, коментирате. Се гледаме утре. Довидување.